Добре дојдовте на следното патување со Автомедија. Ова искуство ќе го наречам токму патување, импресии од автомобилов. Реално тука и нема што да се тестира, ова не е тестирање. Тука човек е сигурен во автомобилот оваа марка и од оваа класа е сигурен дека се е доволно добро и од се има доволно. Односно во случајов многу повеќе од доволно. Па дури може да се очекува и максимумот и повеќе од максимумот. Зошто? Затоа што ова е, поаѓајќи од марката, е премиум марка, Volvo. Докажана марка, премиум марка, несомнено премиум марка. Не е голема волуменска марка која што својата техника ја продава под име на некоја премиум марка. Второ, ова е знаменосецот на Volvo, XC90. И трето, не само што ова е Volvo и не само што е XC90, туку е и изведбата која што Volvo ја води како ултра. Што би значило тоа? Тоа значи дека ако очекувате нешто да биде на максимумот, очекувајте дека ќе биде и нешто и повеќе од тоа, над очекувањето. И навистина. Денес браншата ги има надминато сите предизвици. Човекот победи над автомобилот, како технологија. Нема повеќе предизвици за човекот и за технологијата која што, сепак, човек ја развива, кои што останаа да се надминат, да се решат. Почнувајќи од комфорт, од безбедност, Volvo, позните својства, сигурноста, трајноста, изработката, вниманието, грижата кон животната средина, штедливоста, сите подрачја се надминати до ниво во кое што веќе не може да се познае напредокот преку бројки. Има бројки, секако постојат бројки. Меѓутоа, тоа што вистински се чувствува како напредок, тоа е единствено може човек да го почувствува во возење. Нема бројка која што може да покаже како се чувствувам јас во моментов додека патувам со Volvo XC90, не само Volvo XC90, туку и Ултра, врвното ниво. Па има и четврто ниво над тоа што е Ултра. Ова е изведба со приклучен хибриден погон, односно плагин хибрид по ново македонски. Од Скопје поедов со 65 км досег достапен со погон чисто на електрична енергија, јас го возам во хибриден погон, што значи дека во ситуациите во кои што има потреба да се приклучи моторот, да се вклучи во игра, се вклучува, меѓутоа очигледно дека мощноста во електромоторот и капацитетот на батеријата беше сосем доволен за патов до тука да го помине во најголем дел, па веројатно 95% со погон на електрична енергија. Поминав 50 км до тука, значи непосредно сум пред Велес, имам уште 14 км пат, односно уште 14 км би можел сега чисто на електрична енергија да поминам. Податокот што ми покажува вредност, значи сепак има бројки, 300 грама, значи не 1 литар, не 3 литра, не 30 литри, туку 300 грама бензин биле потрошени во просек на 100 км. Таа е вредноста на просечната потрошувачка, односно ако имам поминато 50 км до тука, точно, тоа значи дека 150 грама бензин имам потрошено до тука. Значи, за да дојдам до Велес. Секако, може би на некоја нагорнина се вклучил погонот, при некој забрзување, при
Меѓутоа, во сите други ситуации, електричниот погон бил тој кој што го движел возилото. Секако дека се јавува предупредување дека тука е 60 дозволена брзината и човек едноставно мора да се навикне на тоа, на предупредување. Полнењето е најмалку предизвик. Што значи тоа? Обично кога ќе се спомне електромобилност, приклучни хибриди, човек веднаш помислува на тоа дека кај нас се недостапни станици за полнење или се прашува човек дали ако појдам јас некаде па очекувам да ми биде слободен полночот, дали секојаш ќе има таа неизвестност, дали ќе биде слободен полночот и слично. Меѓутоа, реално електромобилноста, целата суштина на електромобилноста се темели врз тоа да имате приклучок за полнење дома. Односно, станица за полнење дома. Јас дури воопшто не користев станица за полнење, туку во гаражата имам една шуко приклучна кутија на која што полнењето траеше без проблем преку ноќ за време на ефтина струја. И добив 66 километри досек со погон на струја. Значи, тотално не ме интересира дали понатаму ќе имам станица. Едноставно го имам бензинскиот мотор, кој што ќе ме однесе до каде сакам. Досегот ми е 560 километри. А каде воопшто возам? Возам за Охрид. И тоа по најдолгиот можен пат. Токму најдолгиот. Значи, не го избрав патувањето преку Стража и преку Кичево и автопатот кој што уште е во изградба. Нема да возам ниту преку Галичица, затоа што ова е малку поотмено возило, кое што не ви пречи ако половина час, односно 15 минути трае повеќе патувањето. Туку возам преку Ресен. Ми се допаѓа тој дел од Битола кон Ресен во подножјето на Баба планина. Тој ми е омилен дел. И едноставно се решив да возам по тој дел, затоа што сепак човек треба да ужива во овој автомобил. Доаѓам во Велес со преостана досек од 9 километри. Значи, ако имам тука некаде можност да наполнам батерија, а има секако во Велес, мора да има, во срцето на Македонија. И во тој случај би можел да се вратам до Скопје повторно на електрична енергија. Меѓутоа, и не морам да полнам затоа што имам цел резервоар кој што има досег за уште 560 километри. И прашањето околу хибридниот погон. Дали воопшто е потребен? Дали некој има потреба да заштеди или каква заштеда се јавува? Дали воопшто треба да се избере хибриден погон? Па се е тука околу престижот. И самиот хибриден погон. Тоа е технологија која што е прифатена, докажана, која што има корист и која што човек едноставно ја избира поради тоа што сака да ја има. Сака да има дополнителна технологија. Човек и часовник кога купува, скап часовник, секако, не го избира само изгледот, туку се важни и работи кои што не се гледаат. Дури и во така споредни работи, далеко од споредни, човек сака да има технологија, па камоли во автомобил. И јас така гледам. Приклучниот хибриден погон едноставно е уживање во престижот, во тоа човек едноставно да се награди со својот автомобил. Кај нас околу приклучниот хибриден погон има дополнително приказна со тоа што кај Volvo XC90 изведбата со приклучен хибриден погон и со врвно ниво на опременост, односно во сите нива на опременост, чини исто колку изведбата со обичен, со бензински мотор. И тоа е блак хибрид, значи таму има електромотор, но тоа не е полн хибрид и не е приклучен хибрид, туку е блак хибрид. Цената е иста. Поради тоа што кај нас
возилата, односно погонот со приклучен хибриден погон, е ослободен од акциза. Не е тоа акциза, меѓутоа сите ја гледаме како акциза. И место полната вредност на акциза се плаќа 50%. И тоа прави, значи, приклучниот хибриден погон да се добие практично бесплатно. И уште една вистина околу автомобилите. Без разлика каде ќе биде човек сместен во Охрид, во нашето најмодернско одморалиште и туристичко одредиште, дали ќе биде тоа некој пристоен хотел со убава цена или ќе биде некој луксусен хотел, патот по кој што ќе дојдете до Охрид, до своето одредиште, е истиот. Разликата е во тоа со каков автомобил го поминувате тој пат. И тоа е целата суштина на автомобили од ваков калибар, од ранг на Volvo. Треба во меѓувреме пристигнам, а тоа е мощна лесна со машина која што има 455 конски сили. Во меѓувреме ќе забележите и дека го исклучив тоа титкање кое што ме предупредуваше за брзината, иако јас внимавам секогаш. Релативно брзо и едноставно се случува тоа, значи потребно е само човек да избере дали да биде предупреден преку за брзината, за пречекорување на брзината преку педалата, која што првично, значи половина секунда одложено реагира, што не е страшно, покрај 455 конски сили, или дали да биде звучен сигнал. Сега е префрлена на педала и одлично функционира. Швељани. И тоа е разликата, тргнав за разликата да кажам. И тоа е приказната. Додека со друг автомобил одвај чекате да ви заврши патувањето, па потоа ќе бидете уморени кога ќе дојдете во Охрид, место да можете веднаш да се пуштите во уживање. Тука и самото патување е дел од уживањето, е дел од одморот. Ова време кое што ќе го поминете во Volvo XC90, во автомобил од таков калибар, па плюс и дополнително наострен Volvo XC90 со ултранивона опрема, па и опции кои што вредат 20.000 евра. Ова време кое што ќе го поминете во Volvo XC90 е дел од одморот, од таа починка која што си ја правите од секојдневието. Штом ја затворите вратава, се исклучувате од светот. Ја немате бучавата од надвор. Немате никаква миризба со овој уред што го доведува нашиот загаден воздух, што го доведува до шведско ниво. Додека се движам кон Плетвар за погонската спрега. Погонската спрега, значи приклучен хибриден погон, се состои од 2-литерски бензинец со 4 цилиндри, кој што располага со нормално работи турбен одполнен со висок притисок, меѓутоа по потреба. А тоа значи кога човек ќе посака 455 конски сили да реагираат и да се активира плюс електромоторот. Понатаму батерија со капацитет од 14,4 киловат часа, тоа е искористливата вредност, и електромотор со моќност од 107 киловати, што дава некаде околу чинам 145 конски сили, односно се заедно.
И тоа секако е уште една страна на луксузот, што патот не го чувствувате, меѓутоа не треба човек да се чувствува премногу да се луксузира, затоа што сепак не е пат кој што дозволува да се досегне максимумот што може да го постигне овој автомобил во поглед на возните својства, во поглед на динамиката, забрзувањето и слично. Едноставно човек треба да се навикне на тоа дека има резерва и која што може да ја искористи во секој момент, и тоа е луксузот. Знаењето дека имаш моќ поголема од 99% од останатите автомобили. Моќноста е во друго. Моќноста е во Volvo, во традицијата, во искуството, во експертизата, во името, во тоа што ќе го доживеете во овој автомобил, во оваа кола. И во чувството дека возите Volvo. Им значи на луѓе, им значи Volvo. Во моментов работи само бензинскиот мотор и секако дека оваа нагорнена на плетвар не ја ни чувствува. Интересно ќе биде колку ќе произведе, значи овој луксузен Volvo, колку ќе си ја наполни батеријата од енергијата на залетот, од залетот по надолнината која што следи по плетвар. Јас очекувам некаде околу 10 километри дека ќе ми покаже. Сега во моментов имам 0 енергија во батеријата, меѓутоа имам и 510 километри уште за возење со овој бензин што е во резервоарот. Опуштено. Ова Volvo е се во едно, и дневна соба, и киносала, и концертна дворана со ово озвучување Bowers и Wilkins, и се во едно, и спа со воздухов. Значи за да се качиш на плетвар, а да не ги доживуваш тие издувни гасови од целиот сообраќај напред, на кој што му е 50% од возилата или се со неисправен издув, или се премногу оптоваруваат за оваа нагорнина. И затоа тука има не толку квалитетен воздух за дишење, здрав воздух за дишење. Меѓутоа, во оваа машина ништо од тоа не чувствувате, и се автоматски, значи не мора човек постојано да отвора рециркулација, па да се надева дека автоматиката ќе препознае автоматското затворање, дека ќе препознае дека е неквалитетен воздух и во меѓувреме ќе се усмрдите, постојано доволно. И што значи тоа? Тоа значи дека имам на располагање Б програма дополнително на возење, Б брейк. А тоа значи дека, еве и прилиција во меѓувреме, значи тоа е се, немам палки на воланот, меѓутоа имам со менување на движење на бирачот за степени за возење. Лево и десно можам да избирам колкав да биде степенот, односно интензитетот на моторното сопирање, и имам, а сега ме зачуди, 6 степени. Браво. 7 степени на моторно сопирање. Значи тука би требало да запирам, да сопирам, односно. Меѓутоа, електромоторот во оваа ситуација ја искористува таа енергија на залетот и ја претвора во електрична енергија. Доколку имам потреба да го зголемам интензитетот на моторното сопирање, значи доволно е само да ја поместам рачката лево или десно. И многу интелигентно, значи до сега имам видено само можност да се избира степен на рекуперација, односно интензитет на моторно сопирање на електромоторот, 3 степени или 2 евентуално, меѓутоа тоа што Volvo го постигнува тука е многу по-софистицирано. Значи, практично во секој степен на пренос имате брейк опција.
Тоа е уште една привилегија на ова Волво, резервиран паркинг и полноцна Патувањето до Охрид беше посебно доживување и нема сомневање дека ова навистина е најдобриот XC90 во историјата. Така Волво си го рекламира својот знаменосец. И можеби сето ова волшебство на Охрид немаше да го почувствувам во толкава мера доколку доаѓав тука со некој автомобил кој што немаше да биде толку комотен, релаксирачки, безбеден, успокојувачки, сите оние квалитети. Меѓутоа, зошто кај нас Волво има толкава тежина? Името Волво, имиджот на Волво како марка, кога ќе се спомне, има посебна тежина. Како и многу други работи, се објаснува со историјата. А тука во Охрид најдобро се проценува колку вреди историјата. А историјата за тоа, мојата варијанта на приказнато, зошто нашиот народ, македонскиот народ, толку ја цени Волво како марка. Посегнува, веројатно, некаде кон завршетокот на 70-тите години, кога и јас сум бил дете, и тоа е време кога постоеше едноличност, едноличие во возниот парк. Имаше неколку марки, Застава имаше неколку модели, Шкода постоеше, Лада, имаше Рено, секако, Опел кој што се произведуваше лицензно и тоа беше скап, Ситроен постоеше, Пежо имаше од време на време. Меѓутоа, познати беа автомобилите. И кога ќе видевме нов автомобил во уличната слика, позната, како деца ние не седевме пред компјутер, туку ги меревме улиците. Знаевме точно која кола на која улица е и каде се наоѓа. И за секој модел кој што се издвојуваше од таа уличен стандард, од уличната слика што сите ја познававме, знаевме кај се наоѓа. И можете да замислите како изгледаше кога ќе се појавеше летно време, ќе се појавеше Волво. Огромен, моќен, со оние моќни линии, остри линии, па сите го знаевме. Ја знаевме заднината, што ја прави големината на Волво, безбедноста, трајноста, шведскиот челик. И ни значеше. И остана тој рефлекс. Ни остана тој рефлекс на кон Волво, нешто посебно, дека Волво е нешто посебно од времето кога доаѓаа нашите работници од Шведска, доаѓаа во летниот период, доаѓаа тука да си го видат народот, да уживаат во нивната Македонија што им не достигаше. И во тоа време кога доаѓаа нашите сонародници со своите Волва од Шведска, можете да замислите колку недостижно, колку неверојатно ни изгледаше дека некој од Шведска, за која што знаевме дека е многу далеко, како може да дојде до Македонија со автомобил, кога тогаш се патуваше, па до Охрид се патуваше со часови, со веројатно 4 часови обавезно, задолжително, со починка на стража и на сите планински превои кои што беа страотни тогаш. Имаш уште и мотори со воздушно ладење, кога мораше да се одмори, едноставно мораше да се отвори хаубата за да се излади моторот, да фати починка. И се возеше бавно. И колку неверојатно изгледаше тоа, некој од Шведска да дојде со автомобил, а ние патувавме 5 часови до тука. И сега ми е сосем разбирливо колку лесно им било на нашите швеѓани од Македонија да доаѓаат со своите комотни, огромни, безбедни, моќни, силни куќа автомобили. Автомобили силни како куќа. Еве го. И затоа денес кога ќе каже некој Волво, тоа значи кај нас. А значи и во 2025 година. Затоа што, како што при презентацијата, ова е патен автомобилот кој што, примерокот кој што беше изложен во салон, истиот примерок, преку кој што Премиум Брендс го промовираше новиот XC90 на пазарот, таков представителен салонски модел. И во таа пригода господинот директор, генерален директор Билбилов, кажа дека Премиум Брендс
во своите 8 години наназад обслужува клиенти на XC90, собственици на XC90, кои што ги имаат повеќе од 200 во база, повеќе од 200 клиенти собственици на XC90, не на Volvo, на XC90. Шведски челик. И Volvo секако, значењето на името Volvo, цел свет го знае, се движи латински, не се врти. А што е знакот и тоа е железото. Железото, символот за железо е воедно и логото на Volvo, познатото лого. Тоа е символ за железо. Веројатно имаат влијание и впечатоците од возењето. Мене ми се чини овој Volvo XC90 дека личи како триатлонец што истрчал маратон, испливал маратон, извозал еден джиро и на крајот уште ќе се надпреварува во чучњави, односно во кревање тегови. Така ми личи оваа машина. Стоички. А Охрид наш најубав изгледа вака, во моментов. Филмови. И за заклучок, што е Volvo XC90? Нај-Volvo од сите Volvo. Јас ќе го наречам транспортер на луксузот. Луксузен транспортер. Затоа што неговата задача е да ве пренесе од едно место, каде што си имате изведено ваш луксуз, каде што си го чувствувате и го живеете вашиот луксуз собствен, до одредена точка каде што исто така продолжувате со друг луксуз. Значи, треба да ве пренесе од едно луксузно место до друго луксузно место на луксузен начин. Луксуз, луксуз, луксуз. И тоа е се околу овие автомобили. Вистина, треба да ги отварам вратите, затоа што се работи за внатрешни вредности. Внатрешните вредности се тие што се бројат. Не е однадвор големината или бојата или големината на тркалата, туку внатрешноста. И пак ќе кажам, не е само тоа дали има и колку има, туку кај Volvo е разликата во тоа како го има. Има се. Меѓутоа, бројни детали се изведени на шведски начин, на волвовски начин. И зошто швеѓаните ги прават работите толку квалитетни? Затоа што живеат во услови на екстремен студ. Вистина е дека сега кога ќе отидете исто има сонце, има исто насмејани луѓе, сега тоа што ние си мислиме дека нема смисол за хумор е тоа што не се смееме ние на истите шеги како тие што се смеат. Реално нивниот хумор е малку пософистициран. И тоа е разликата кај ова Volvo XC90 шведското. Има се што и останатите, може би има уште нешто повеќе, меѓутоа се е направено на шведски начин. И поентата на овие автомобили е токму во тоа, да ве пренесе на луксузен начин од еден луксузен свет во друг луксузен свет во луксузна средина. И тоа го прави совршено. Кога не би сакале да се наградуваме за тоа што ќе го постигнеме во живот, сите би возеле обични автомобилчиња малечки, што се едноставни за држување, малку трошат, лесни за возење низ град, да не се мачи човек. Би им препорачал на намерниците што се да купат Volvo XC90, токму XC90, врвот на Volvo. Нај-Volvo од сите Volvo, со тоа што на останатите им е сосем доволно и тоа што се Volvo. Ова е згора на тоа 5 пати повеќе Volvo. Не се. И би им препорачал воопшто да не влегуваат во салон, да го гледаат, да загледуваат во детали, да се информираат. Не. Најдобро е воопшто во салон да не влегувате внатре, да не се загледувате во детали, да не прашувате за детали. Едноставно, работата е од тоа човек да има доверба во Volvo. А многу мене има доверба
во Volvo. Луѓе кои што купиле еднаш Volvo од оваа класа и од било која друга, многу помалку се решаваат да преседнат во друга марка. Volvo има лојална, верна клиентела. И едноставно треба да имаат доверба и да пуштат да се изненадат. Навистина ме изненадија, многу детали ме изненадија, затоа што би требало човек да отрпне и да рече да, сите се исти. 5 метри, плагин хибрид, кожа, што патем уште 3 часа, па веројатно и повеќе, ќе ви мириса облеката на кожа. Ова е вистинска кожа и тоа штавена е со најголемо почитување на животната средина швеѓани. И во многу детали ме изненади. Значи да, нормално дека очекува човек, меѓутоа начинот на кој што се изведени деталите, тоа е тоа што прави. И затоа велам, луѓе кои што се намерници, нека не се загледуваат, нека не отвораат врата воопшто, нека да имаат доверба во него. Се вклучи патем моторот затоа што батеријата ми се истроши, пуштена е вентилација на седиште. Значи, ете и уште по толку години открив и уште нешто, дека комбинацијата од вентилација во седишта и отворен сончев покрив во вака па прилично веќе одинак и летен ден е многу погодена комбинација. Обично климата или ја гаснете или нема смисол да вклучувате, меѓутоа комбинацијата од вентилација на седиште, еве, и сончев покрив, совршено. И тоа требаше да го дознаеме од Volvo, од студената земја, наводно студената земја. И што има толку луксус во ова Volvo? Седиштата, например. Не е само електрика на седишта, не е само вентилација, грејење, меморија и масажа, а тоа значи се, туку и местењето на должината на седешката површина исто така е електрично. Тоа е нешто што Volvo го дава екстра. Значи, подарок од Volvo. Што следно? Да. Тука има еден многу интересен прекинувач. Не помнам дека на друго место имам видено такво решение. Значи, тука има едно ротацијско копче, вртлив контролер, прекинувач. И со него, значи, можам да пристапам до 4 различни позиции за местење. А тоа значи и за, можам да изберам местење на надолжниот дел, на седечката површина, местење на лумбалниот дел, местење на страничните образите на седиштата и местење на масажата е тоа. 4 опции кои што се на страна од основното местење, висина, агол и слично. И во сите тие 4 позиции, еве, например, местењето за тоа што почнав, местењето на седечката, должината на седечката површина, еве го. Значи, се продолжува електрично. И тоа. Следно што треба да направите е да меморирате 1, 2, 3, 1, 2, 3 позиции, една за град, една за на автопат, една за жената и тоа е се. Тоа е почеток. Овие отвори, прво ме чудеа зошто се изведени вака. Меѓутоа, тука пишува Bowers & Wilkins. Овие отвори, што наведум се чинат дека се некако премногу едноставно изведени, премногу остри. Всушност помагаат за подобро да се дистрибуира звукот, за подобро да се лоцира звукот. И завршната изработка е тоа што посебно импресионира. А тоа не значи само материјал што светка и што е мек на допир или на тропање, туку и функцијата. И тоа, значи, кога зборувам за завршна изработка на Volvo, зборувам и за функционалноста. Секоја копче, секоја команда има дополнителна и функцијата е изведена со внимание. Еве, најобично, најбанална работа, покривачот за покривката за држачите за чаша. Значи, кога се влежиштува, имате чувство како да има некоја пружина што го вовлекува. Секоја функција, секоја деталче е доработена, значи не само на изглед, туку и функцијата. И материјалите. Не е да те импресионира со тоа бројни материјали, 16 материјали, 18 бои, туку 4 материјали. 1, 2, 3,
4 материјали. И тоа е се. Нема отстапка понатаму. Има останатите материјали служат само колку да се акцентира, да се нагласи, да се направи префинатост да се постигне. Еве и овие насочувачи на отворите. Значи, метал, волва, за тоа зборувам. На секој друго место ќе видите дека се изработени од пластика која што може би е метализирана. Меѓутоа, ова е метал. И го слушате дека е метал. За тоа зборувам. И овој финиш кој што не е нападен и ношното осветлување е посебно приказна. Швеѓаните имаат посебно име значајно светло, затоа што имаат помалку преку годината имаат помалку светлина отколку што ние имаме во наша Божја Македонија и затоа имаат различен пристап до осветлувањето. И за разлика од другите производители или други начини на кои што се изведува амбиенталното осветлување, тука е нешто сосем посебно. Нешто како Northern Light. Автомобил од Скандинавија, од студената Скандинавија, иако сега таму исто е ваква, ви пренесува топлина. Е токму затоа.